декане на Факултетот за безбедност, почитуван ректор на Универзитетот, продекани, почитуван регионален офицер за безбедност од амбасадата на САД, почитуван представник на мисијата на ОПСЕ во Скопје, почитувани колеги од високото раководство на Министерството за внатрешни работи, ценети професори и драги студенти на Факултетот за безбедност. Ми представува особена чест во мое лично име и во име на Министерството за внатрешни работи да ве поздравам на оваа денешна дружба тука во Лазарополе, во кампот за обука на Министерството за внатрешни работи, заедно со студентите на Факултетот за безбедност Скопје, кои овде ја реализираат својата практична настава логорување. Изминативе години Факултетот за безбедност покажа едно ново повисоко ниво на европски пристап кон студентите во проучување на приликите во безбедноста, криминалистиката и криминологијата. Особено внимание се посветува и на клиничката и практична настава, токму обуката за логорување која се спроведува секоја година заедно со Оделот за специјални полициски операции во рамки на Бирото за јавна безбедност при МВР, има особен интерес кај студентите на свој виден начин представува белег на самото студирање. За нас како раководство на Министерството, секако и за присутните гости од амбасадата на САД и мисијата на ОПСЕ во Скопје, ова представува одлична можност одблиску да ги проследиме практичните активности на студентите кои офаќаат сценарија за начини, формации и тактики на движење при совладување на отворен и пошумен простор, тактики на движење во затворени објекти, заседа, блокада, гаѓање што вежбовен школски пиштол и вежбовна автоматска пушка. Тука сме да поразговараме за плановите на МВР за интегрирање на произведениот кадар од Факултетот за безбедност. Драги студенти, совладувањето на теоретските и практичните цели на оваа обука представува влог за вашата понатамошна наобразба за успешно работење во институциите на безбедносниот систем. Како Министерство на стратешко ниво се ориентиравме кон високи резултати во полициското работење. Но резултатите не доаѓаат сами по себе. Потребни се многу посветеност и секако многу труд. Изминативе неколку години работевме на креирање на нов, реформиран безбедносен сектор и го позициониравме МВР како врвна безбедносна институција. Најважно од се беше исполнување на трите приоритети: департизацијата, декриминализацијата и деполитизацијата на институцијата, кое што ги спроведовме со низа законски измени. Ова се резултати валоризирани од граѓаните, но и од меѓународните партнери. Анкетите укажуваат на највисоко ниво на доверба на Министерството за внатрешни работи и ранг на топ 3 транспарентни институции во државата. Денес најасна слика за крај на едноминато време на режим, на полициска бруталност и ниско ниво на услужна ориентираност е токму институцијата со која раководам. Денеска Северна Македонија е најбезбедната земја на Западен Балкан во друштво на 36 најбезбедни земји во светот. Во таа насока и ве охрабрувам да сте непобитни во резултатите кои доаѓаат само со силна посветеност кон работата, а основни вредности кои ќе бидат водилка во наредниот период на вашиот развој нека бидат интегритетот, почита, професионализмот, отвореноста и пожртвуваноста кон граѓаните и кон државата. Токму пред 3 месеци започнавме со отворени денови на МВР за студенти, ученици и граѓани со цел запознавање со процесите, каде се креира и реализира безбедноста на граѓаните и државата. Тогаш пред деканот и студентите на Факултетот за безбедност ја презентирав идејата за креирање на правна рамка за соработка помеѓу Министерството и Факултетот за безбедност, со која МВР ќе преземе обврска секоја година да бидат вработени одредена бројка на најдобри дипломирани студенти со цел зголемување на капацитетите на МВР. Во оваа прилика ве информирам дека во МВР веќе отпочната постапката за вработување на најдобрите студенти од Факултетот за безбедност, со кој во текот на утрешниот ден ќе го имаме првиот состанок и ќе продолжи постапката околу трајното вработување.
Затоа уште еднаш ве охрабрувам да работите на вашето образование со цел да бидете безкомпромисен столб на нашиот безбедносен систем, гарант на мирот, стабилноста, демократијата и владењето на правото во општеството. Впрочем, еден од најзначајните историски личности, Нелсон Мандела, ќе рече: образованието е најмоćното оружје што можете да го користите за да го промените светот. А наша обврска останува да ги мотивираме младите и да ја унапредиме институцијата со кадри кои се одликуваат токму со атрибутите кои се водечки принцип на модерно политичко работење и кои се и мора да бидат двигатели на промени во општеството. Благодарам.